Почитувани, Максим Димитриевски и СДСМ на локалните избори ветуваа чист воздух и здрава вода за пиење, а до денес ништо не направија за кумановци на тој план. Дополнително, ефектот од коалицијата со зелените дуи е никаков, дури уназадувачки од аспект на заштита на животната средина. Зборуваа дека граѓаните се јасни и сериозни во своите барања и дека одговорно го слушнале и го разбрале крикот на кумановци за чиста животна средина. Но, како и по обичај, заложбата за чист воздух во Куманово остана само напишана во програмата на Димитриевски и ниту еден проект и ниту една конкретна мерка не се преземени. Чистиот воздух беше едно од главните ветувања на СДСМ во предизборната кампања, а уште погласни беа како опозиција. Но, откако дојдоа на власт, засилени и со зелените од ДУИ, не спроведоа ниту една посериозна мерка во оваа насока. За жал, по 4 години менаџирање на градот од страна на Максим Димитриевски, СДСМ и зелените ДУИ и потрошени над 7 милиарди денари, пари на кумановци, не реализираа ниту еден проект со кој ќе се подобри квалитетот на амбиенталниот воздух во Куманово. Единствена мерка која Максим Димитриевски, СДСМ и зелените ДУИ ја преземаа за почист воздух беше тоа што секоја година пред почетокот на грејната сезона мерните станици за загаденоста на воздухот мистериозно успеваа да ги стават надвор од функција. Жално е што градот никогаш не бил понечист, диви депони има на сите страни, а низ центарот на градот тече загадена река. Слики од Куманово се негативен пример по социјалните мрежи и медиуми во државата. Ветените нови зелени површини и паркови никаде ги нема. Максим Димитриевски, СДСМ и зелените ДУИ ќе треба за причините за ваквата катастрофална состојба со екологијата во Куманово најпрвин да ја објаснат пред граѓаните, пред да побараат уште еден мандат од нив и старото лажно ветување за чист воздух во градот да го заменат со некое ново лажно ветување во некоја нова програма. Почитувани кумановци, се поставува прашањето зошто Максим Димитриевски, ако навистина толку искрено се грижи за намалување на загаденоста на воздухот, за 4 години не успел да спроведе, да речеме, проект за ваучери за субвенции на инвертер клими, како што впрочем направија некои други општини во Република Македонија, или пак да речеме субвенции за купување на велосипеди, како што впрочем ветуваше на изборите. Зошто Димитриевски не иницираше поголема гасификација и ширење на мрежата во градот. Тоа дека локалната самоуправа во Куманово и покрај многуте ветувања не ги извршува ниту основните обврски за тековно одржување и чистење на јавно-прометните површини во градот, ја покажува токму нивната неспособност и безиденост во спроведувањето на проекти од ваков вид.